Мене ми е многу мило што сте овдека во олкав број. Мене ми е многу мило што за прв пат прво дело во Кубаново што се случи е победата на ВМРО ДПМН и на мене како кандидат за градоначелник со прва победа во прв круг после 22 години. Со вашата подршка што ни ја дадовте, докажавме дека нема ништо вечно во Куманово. Куманово и кумановци знаеа да ја препознаат правата политичка опција, опција која нуди надеж, опција која нуди просперитет, опција која нуди поубаво Куманово, европско Куманово, Куманово како место за пристоен живот. Ја и друг пат сум кажал, ја не можам да ветам Куманово да го правам Лас Вегас, али место каде секој ќе живее достоинствено, пристојно и со желба за поубаво утре, тоа можам да и го ветам на кумановци. Оваа населба е млада населба, убава населба, меѓутоа и во повеќе наврати имам кажано дека оваа населба е сведена на бетон и асфалт. Оваа населба заслужува многу повеќе. Покрај она што го ветивме, една кружница овдека на оваа населба на која секојдневно имаме маса сообраќајки која нема најадекватно сообраќајно решение, значи раскрсница која ќе биде решена во наредните 4 години со една кружница која и сега на некој индиректен начин ја има, меѓутоа урбанистички е толку лошо изведена да е само прави, да кажем, кај луѓево што се од овдека, од оваа населба, прави да имаат проблеми. Понатаму, за оваа населба во нашата програма имаме предвидено хортикултурно уредување со кое оваа населба ќе заличи на сите оние населби во сите оние урбани европски градови со зеленило околу нив, со тревници околу нив, со места каде малечките ќе имаат место и простор за свое детство. Иначе во овој урбан хаос во Куманово кој сега нема место за децава за нивното убаво детство. Не им е оставено во урбанистичките планови место за да имаат свое детско катче. Буквално зградите се на по 1 метар растојание од прозор до прозор. Значи, зградите се правени така да нема ни она основна интима што секој семејство треба да ја има. Понатаму во нашата програма главна работа која уште оваа година ќе биде завршена, ќе биде регулација и прочистување на Кумановска река. Оваа населба веќе 3 пати до сега патеше од поплави поради нерешеното, започнато, недовршено и неадекватно започнато прочистување на Кумановска река. Кумановска река да биде гордост на оваа населба, а не да биде водечка депонија во овој град. Ние оваа кампања ја почнавме често, транспарентно, со чисто срце, со чиста мисла. Овие избори ќе бидат запаметени затоа што ние како политичка опција поставивме високи критериуми на комуникација со граѓаните, високи критериуми на комуникација со конкурентите, така да таа опција ние ќе задржиме до крај. Значи, ние во нашата опција која ја проповедаме, да кажам, која ја пропагираме меѓу граѓаните, ќе биде она што ние планираме да го правиме. Наш оче наш за она што планираме да го правиме е нашата програма која е уште пред 2 месеца излезена. После нас се појавија копии, некои и подобри од нашите, меѓутоа тоа се копии. Сепак оригиналот е наш. Ние одевме кај граѓаните да ги прашаме за нивните проблеми, за нивните маки, кои во договор со стручни лица од тие области ги преточивме во нашата програма, која ќе биде оче наш за наредниве 4 години. После 4 години бројаните денови брзо поминуваат, тоа сите знаеме и не се занесуваме дека е тоа дол период. Период во град со олку многу проблеми е период кој многу брзо ќе помине. Од овдека
ќе се обратиме пак, меѓутоа ќе се обратиме со отчет за сработеното. А дали сме го тоа направили или не, сведок ќе биде програмата која делиме меѓу вас. Таа ќе биде сведок за она што сме го ветиле, а она што сме го сработиле ќе биде, делата ќе бидат сведок за тоа како ние како партија и јас како иден градоначалник вредиме за овој град. Дали и ние како политичка опција имаме идеи, имаме луѓе, имаме тим да од овој град направиме град за еден убав и достоен живот. Јас се надевам дека ќе ја разберете оваа наша порака, да на 7 април сите уште помасовно, уште во поголем број, да дадете суд со кој ќе пресудите на една политичка опција која се поигра со судбината на граѓаниве. Опција која заборави дека постои овој град. Опција која се бореше да на високо ниво менува некои работи за кои граѓаните им нема дадено легитимитет. Местото на градоначалникот и функцијата на градоначалникот е да биде сервис на граѓаните, а не да крои и да води висока политика. Јас се надевам дека вие ќе имате чувство за таа работа и дека на 7 за прв пат после 22 години ќе имате сила да подлегнете на сите притисоци, на сите претења, на сите, да кажам, непријатни работи на кои сте изложени, ќе имате храброст и срце да на вистинската опција која ја представувам и дадете шанса во наредниве 4 години да го води Куманово кон едно поубаво утре. Да живее Куманово, да живее Македонија, да живее ВМРО ДПМН.